Рубриката Олтајмери клуб предизвикува возички кај постарата генерација возачи. Примерот со Никола Марков и неговата посветеност кон еден Volkswagen Scirocco од 1981 година е исклучок од правилото. Цврсти аргументи дека и младите знаат добро да се грижат за старите возила, ќе ви понудиме со следната олтајмер приказна. Во одреден период од својата историја, автомобилскиот гигант Volkswagen на своите модели им дава имења според различни движења на воздухот, односно ветрови. Така се појавија Passat, Polo, Jetta, Golf. Меѓу нив во 1974 година се појави и Scirocco, италијанско име за ветер што се движи од Сахара во Африка кон медитеранските земји како Италија, Шпанија, Малта, Грција, Хрватска, Црнагора, Албанија. Кај нас ветерот Scirocco е познат како Југо. Во двата случаи името дава директна асоциација на производи од автомобилската индустрија. Од друга страна, олтајмерот Scirocco, кој е во сопственост на Никола Марков од Ново Лисиче, како ветер се движи низ скопските улици. Овој модел представува спортската генерација на Volkswagen. Започнува негде 74-та со првата верзија на Scirocco, која излага како замена за претходниот Ghia модел на Karmann и представува некоја спортска верзија на Volkswagen кој во тој период немаше што да се попуни како верзија на кола која е пригодна за помладата генерација. Спортските карактеристики на моделот привлекувале луѓе со спортски дух. Со неговите 950 кг е доволно агресивен за да ги задоволи спортските барања од поголемиот дел на купувачи од тоа време, зашто во тоа време и немало некоја кола што би парирала на незините карактеристики. Во тоа време биле Manta и Opel Kadetот, така да со излегувањето на Scirocco било како еден од најбараните модели во тоа време. Првпат Scirocco е произведено во 1974 година. Од тогаш се појавија 3 генерации на овој модел. Бурна историја имал и олтајмерот на Никола. Според истражувањата кои ги направив во врска со овој модел, поготово со баш овој примерок, примерокот претходно имал некои 7 собственици. Значи случајно го најдов овој модел, што се вика на оглас. Возилото не беше никогаш крпено и немаше никаква корозија на него. И помисли во тој момент дека ќе исполнува некој барање за да може да се оживее и да се направи барем уште нешто спортско да се додаде на него и дека каросеријата ќе издржи. Возилата кои имале повеќе собственици често ги ставаме под лупата на сомнажот. Но Никола навистина се вложил себе си, своето време и средства, вистински да го дотера вредниот примерок на Scirocco. Возилото претежно се користи сабота и недела, лично за свој кејф. Спортскиот дух што го има колата предизвикува да го возите низ планините најчесто, да ве исполни буквално тоа што не може други коли да ви го понудат. Сите тие делчиња што внатре крцкаат и што има некој звук што денешните коли го немаат. Иако има повеќе од 30 години, ова Scirocco на Никола изгледа како да е излезено од фабричка лента. Затоа често предизвикува воздишки кај случајните менувачи. Најголемиот број од луѓето се вчудени видени од колата, не ја знаат. Значи прво нешто што ќе направат одат позади да прочитаат кој тип на кола е, па после тоа ја прашуваат колку време е потребно да се реставрира ваква една кола, кај може да се најде оваква кола. Тоа се најчестите прашања што ги поставуваат. Ретко се случува млад човек да биде заљубен во олтајмер возило. Во случајот со Никола Марков не станува збор за пренесена, туку за новооткриена љубов. Од тие причини веруваме дека покрај Scirocco во својата гаража ќе смести уште некој олтајмер.